Францускиот предлог ќе оди директно на пленарна седница, одлучи собранискиот спикер Талат Џафери по координацијата со пратеничките групи. Кога ќе биде закажана седницата се уште не е познато, а оправдувањето е дека не постоела деловничка одредба која му овозможува на собранискиот спикер да го врати предлогот до владата, бидејќи го немаше протоколот и сите други документи, што беше и барањето на опозицијската ВМРО ДПМН. Информацијата на еден лист хартија за вакво клучно прашање според ВМРО ДПМН е нарушување на дигнитетот на собранието. Не може со еден лист хартија да се дискутира за најважната работа во државата во наредните десетина години. Тоа е класична деградација на интегритетот и интелектот на секој пратеник. Дополнително, бараме подитно да се достави македонско-бугарскиот протокол, кој што представува најважен документ во овој процес и кој што е клучен документ врз основа на кој што ќе се договараат правилата на игра помеѓу двете земји во наредниот период. Иако министерот за надворешни работи цела една недела наназад вели дека утре ќе го објави и објасни протоколот, а дел од бугарските медиуми го објавија истиот, сега од владеачкото мнозинство упорно тврдат дека протоколот ниту бил потпишан, а она што се појавувало во медиумите биле лажни вести. Се повикуваме на некои информации кои што се објавувани по медиуми надвор од државата во Бугарија, па се пренесуваат овде во некои медиуми дека тоа е делот од преговарачката рамка, од протоколот. Па потоа имаме изјави кои што се пренесуваат дека министерката за надворешни работи на Бугарија го повикува министерот за надворешни работи на Република Северна Македонија да ја потпишат рамката и таква информација има, така? И сега има протокол или нема протокол? Еве ви кажувам, протоколот се уште не е договорен и се уште не е потпишан. Како прво седницата се организира за да дискутираме околу преговарачката рамка. Како второ, протоколот не е финализиран. Како да се сподели со јавноста нешто што не е финализирано, што не е потпишано? Не е потпишано. Сега дали веруваме на нашите институции, на нашите представници кои сепак пред јавноста сносат одговорност или ке се повикуваме на лажни вести? Лажните вести за власта ги побива и изјавата на министерката за надворешни работи на Бугарија во оставка Теодора Генчовска, која откри дека со Османи се договориле да го кријат текстот на договорот и демантираше оти текстот на протоколот не е усогласен. Генчовска кажа дека има џентлменски договор со Османи да не се открива текстот и дека протоколите се затворени.